Почитувани медиуми, денешнава прес ја свикавме затоа што во моментот имаме и состанок со Ловечката Федерација на Македонија, во кое што знаете и вие добро сте запознаени што на последната владина седница се донесе една одлука, односно задолжување за повеќе за неколку министерства и други институции во превземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на болеста африканска свинска чума, која што ја има во соседните држави, инаку која е доста погубна, во која што во моментот ниту има вакцина, ниту има друг начин на спречување, туку знаете дека тоа доаѓа до затварање, односно уништување на сите свињи на фарма. Во овој само би ги повторил оние клучните во кои што сме фокусирани, клучните работи, значи интервенцијата и превентивата се фокусиравме на преку намалување на бројот на диви свињи, каде што е вклучена Ловечката Федерација, во кое што денеска исто така разговараме за детали и нивните мислења кои што председателот подоцна и ќе ги спомене. Вториот дел, инаку само да напоменам дека една од одлуките е да доделување на 1000 денари за убиено, односно отстрелана дива свиња. Потоа превземените мерки кои што е наша обврска на Министерството за земјоделство, каде што ние веќе спремаме промена на измената на програмата и уредбата за директните плаќања, каде што имаме обврска до 3000 денари, бидат обештетени земјоделците, односно сточарите. Сега би напоменал во која група би влегле токму ова, тоа се значи мали семејни фарми кои што не можат да ги обезбедат основните биосигурносни мерки и таа градација според бројките кои што ги имаме од Агенцијата за храна и ветеринарство се однесува некаде на близу 2000 одгледувалишта кои што имат од 1 до 10 свињи и некаде од 10 до 80 се бројката е некаде околу 18.000 свињи, со тоа што исто така со ребалансот ќе се испланираат некаде околу 65 милиони денари за планирање и превземање на овие активности. Инаку, покрај овие двете, споменавме дека локалната самоуправа ќе се вклучи со контрола и отстранување, односно регулирање на оние слободно пуштени домашни свињи кои што се наоѓаат по депониите. Тоа ќе биде исто така контролирано, бидејќи секое слободно движење на свиње може да биде еден вектор кој што може да ја пренесе заразата. Исто така со вклучувањето и на царината која што ги следи граничните премини, односно знаете дека и тука има забрана за пренос на преработени или трајни или полутрајни производи каде што има со потекло или содржат свинско месо. Исто така Агенцијата за храна и ветеринарство има обврска да забрани движење, односно трговија на пазарите, на сточните пазари, каде што ќе треба исто и така и дезинфекционите бариери да се направат. Делот во кој што исто АХВ ги има превземено активностите и нарачка, односно набавка на дезинфекциони делови на самите граници, бидејќи се работи и тоа е една од големите заштити каде што може да се направат токму по овој дел. Инаку во делот во кој што беа отворени одредени прашања во периодот кој следи, секако дека предстои интензивна соработка и со Сдруженијата на одгледувачи на свињи, со Федерацијата, зашто и денеска на пресот и директорот на јавното претпријатие Македонски шуми токму поради нивната вклученост, бидејќи одредени ловишта кои што знаете дека нема концесионери превземат обврска. Исто така имавме реакции дека делот каде што важи забраната, бидејќи во летен период и високите температури за заштита од пожари, исто така и тоа отворено прашање, да го кажеме, е надминато. Така да се со цел, иако само да споменам дека кај нас се уште нема појава на ова болест, но ние сме една од првите земји кои превземаат превентивно делување, имајќи ги сите оние искуства каде што се работи во соседните земји. Инаку ние се решивме да го направиме ова пред појавата, а инаку и во случај на појава овие исти мерки ќе мора да се преземат многу порадикални, со тоа што големата загубата кај
овој подсектор, да кажеме, свињарство ќе бидат многу поголеми, инаку вкупната бројка на свињи која што е во Македонија е 120.000, од каде што иако споменавме дека овие 20.000 каде што не може да обезбедат основни биосигурносни мерки е само можеби да кажеме едно 20% или 15% од вкупниот број на домашни свињи кои што се фармерски одгледуваат. Така да ова е еден краток само ова подсетување или вовед во оние мерки кои што ќе бидат превземени. И пак ќе напоменам, значи ова е почеток во кој што ние и понатаму ќе продолжиме секојдневна комуникација во моментот, бидејќи сега имаме состанок, ќе споменам, постојано го повторувам ова со Ловечката федерација, но ние тука сме и за сите отворени прашања кои што или од одлуката која што е на влада, доколку има одредени отворени да ги решаваме, и сепак ова се само насоки кои што треба да ги превземаме последователно една со друга. Некои од нив одат веднаш, но некои од одлуките треба да видиме какви резултати ќе дадат првите мерки, па потоа да видиме дали ќе се превземат понатаму следни чекори или доколку состојбата на теренот налага и некои други активности, тоа исто така ќе бидат превземени. Благодарам во вовед.